Драги мои, добре дојдовте во уште една емисија на Готвиме со Маја. Јас сум Маја и денеска инспирацијата ја добив од сите оние зафатени луѓе кои кога ќе дојдат од работа, не знаат што да сготват и најчесто се фаќаат за телефонот да направат брза нарачка на некоја храна од рестораните. Денеска сакам да ви покажам што е мојата брза нарачка. Не дека некогаш не го фаќам телефонот и не порачувам храна од ресторани, меѓутоа најчесто мојот повика и пријател во таа ситуација е тортилјата. Сакам денеска да ви покажам 3 начини како да ги направите тортилите многу брзо, многу вкусно, тоа да изгледа како да стигнало од некој ресторан, да не потрошите многу енергија и навистина да ви треба 5-6 минути за да го направите оброкот. Денеска ќе правиме една вегетаријанска верзија на тортилјата која е со многу салата. Таа е погодна за вечера доколку работите на доцна, не знам, погодна е за вечера, за доручек, зошто не и ручек, обожавам салати за ручек. Една која оди во рерна и една која се прави на ринглата. Ќе започнеме со тортилјата која ни е вегетаријанска. Доколку ми замерувате што ги форсирам вегетаријанските оброци, морам да ви кажам дека години бев вегетаријанец, многу сакам животни, би сакала да можам да конзумирам се уште вегетаријанска храна, само вегетаријанска храна, ама живееме во таков свет, мора да се прилагодиме. Значи, за да ја направиме оваа тортилја, потребна ни е една голема салата. Таа салата во основа е фетуш салата. Фетушот салата е позната за Средниот Исток. Не се разликува од нашите македонски, се разликува со многу, заради тоа што се прави со многу макдонас. Основата на целата салата е малку зелена салата и скоро 2 китки макдонас. Ги сечете многу тенко. Ќе трнем малку салатчињата да не ми пречи. Ќе ги трнете стапчињата, бидејќи се малку жилави во гризањето, не сакате да имате тешкотија додека јадете, тоа треба да биде лесно, вкусно, убаво. Ќе го исечкаме многу ситно, значи 2 китки макдонас. Тоа ви е основата. Кога ги испржите овие тортилји, можете вака си мацкате, бидејќи ќе ги направиме како триаголничиња. Макдонасот оди како основа. Потоа ќе ставиме малку зелена салата исечена на тенки лентички. Значи, да се појави, ама да не знаете дека е салатата. Личи на зелка. Промешајте. Треба да е сува. Значи, макдонасот пред да го сечкате, обавезно да го исушите, бидејќи доколку е мокар ќе се испазалепи на сите страни. Ќе ставам да ми се згрее тава, за да можам да ги испржам моите тортилји. Потоа оди краставицата. Измиена, не ја лупите. Сакате да се појави темно зелената. И со мала лажичка отстранете ја средината, бидејќи како што ви кажав, ова е сува салата, значи треба да може со лепчето кога го испржите да земете како со лажицата. Тавата прозборе. Кажува дека е готова и дека треба да побрзаме. И сечете на полумесечинки. Во овој случај не го правиме ова само заради тоа што краставицата подобро изгледа, туку го правиме заради тоа што треба да ги отстраниме семките, ќе го отстраниме и семето од патлиџерот за да добиеме сува салата која ќе ја зачиниме само со лимон и со маслиново масло. Ништо не ве спречува да си пробате додека правите. Дома сте,
дома готвите за вас. И така краставицата. И на крајот доматот. Повторно го вадиме семето. Моите намирници, свежата пилјара, секогаш на време стига од пакет МК. Си правите со неколку клика сама нарачка и тие се на вашата врата секогаш на време. Совршено за модерното време на живење. Ето тука малку семени останало. На коцкички. Само рустично исечете ги. И да остане некој големо парче, тоа е вашата боја. И на крајот ставаме околу 5 кромитчиња и белиот дел и зелениот дел, исечени на тенки крукчиња. И нема да измешаме, нема да ја зачиниме, не сакаме да ни се растажи. Кога ќе ставиме зачини, ќе ги направиме сега тортилите. Загрете тава и ставете, јас денеска ќе користам вирџин маслиново масло на витаминка, бидејќи трпи повеќе топлина и термичка обработка, а сепак го има тој вкус на маслиново масло. Може да користите и брилијант сончогледово масло во случајов, апсолутно, меѓутоа денеска избрав да користам вирџин. Ќе чекате да се загре, ова му доаѓа како фритеза, убаво да се загре. Ќе земете 3 тортилји, за оваа количина земете 5 ако повеќе сте љубители на тортилји и ќе ги сечете на триаголници. Ќе ги спржиме. Многу е важно да знаете дека тортилите многу брзо се пржат и нивното пржење продолжува кога тие ќе ги извадите од оган. Маслото на нив е многу врело, а кората е многу тенка и доколку ги оставите малце подолго, ќе бидат изгорени, а нема да бидат крцкави. Еве, мислам дека ова е правата боја која треба да ја имате и директно во салатата. Еве, гледате, продолжуваат да се пржат и да потемнуваат. Цело време додека пржите тортилји мора да ги имате на око. Буквално неколку секунди се во прашање. Почнуваат да прават меури која е започнат процесот на пржење. И уште неколку секунди од другата страна. И последното парче. Исклучуваме тавата, ја тргаме. И сега е време да ја зачиниме нашата салата. За зачинување ја користиме ладно цедено маслиново масло, го преливаме преку тортилите, не се грижете. Апсолутно, тие се дел од салатата. И лимон. Ставате половина лимон. Предајате прво го промешајте. Фрлете во воздух. Сол и бибер. Првиот рецепт го завршив, продолжуваме со вториот.
Тоа беше првиот рецепт за денеска. Тоа што ви требаат 7-8 минути да го направите, ќе го ставиме на страна и продолжуваме со вториот. Вториот рецепт ќе го направам во рерна. Ви ги сложив сите намирници на едно место за да видите и правете го тоа. Секогаш кога ќе готвите, ставете си се што ви треба на едно место, тоа го убрзува готвењето и ве прави поефикасни кога сакате да подготвите некој рецепт. Јас денеска си ги склопив на едно место. За да го подготвите овој рецепт ви требаат јајца, павлака, овча сирење, малку моцарела, црвена пиперка, кромит. Толку. Ќе ги направиме на поинтересен начин. Ова го правам одамна, значи ви требаат модли, ќе направам 6 денеска тортилји. Тортилјите ќе ги направиме како чашки, ќе ги ставиме модлите. Модлите ни немаат никаква функција освен да ги држат чашките кои ќе ги наполниме со јајца и со павлака и другите останати состојки. Она што сакам да ви го кажам за тортилјите е дека секогаш ако дојдат поладни од маркетот и не се гумени, не се меки, односно за да ги свиткате, моите беа во микро малку, ќе ви се кршат, ставете ги 1 минута во микро на ниска температура, после покрите ги со влажни крпи, тие ќе примат од влагата и ќе бидат многу гумени, многу лесни за обликување. Еве како, значи, ја земате тортилјата, правите чашка. Може би уште еднаш. Ја земате тортилјата, ја превиткувате малку и правите чашка. Чашката нагмечете ја на дното со раката за да се формира. Ќе направам 6. И вие ќе станете брзи и вешти. Сите овие вештини се мускулна меморија. Значи, кога еднаш ќе научите како се формира чашката, мускулите ја памтат, го памтат потегот и потоа многу лесно ќе може да си ги направите вашите чашки. Во длабок сад искршете 6 јајца. Изматете ги. Засолете. Една лажичка сол. Додадете 3 лажици павлака. Промешајте. И нарендајте половина калап сирење. Моето е овчо, вие изберете каква сакате, младо, козјо, кашкавал, апсолутно е неважно. Јас го ставам овчата, бидејќи ми го има тој остар вкус. И ми дава македонска нота на рецептот. Ние сме познати по убаво овча сирење. Доволно е половина калап. Само грубо измешајте. Смесата е таа. Полека истурете ја во чашките. Гледате, доволно е за 6 чашки. Вака изгледа. И насечкајте кромит и пиперка на коцки. Повторно ќе искористам нашата прекрасна ајварка. Најароматична ми е. Најмногу би сакала да ја има во текот на цела година. Таа ви треба за боја, да ви даде интересен вкус кога ќе загризате. Ставете помалку. Во секаја. И половина главица кромит, исто така исечен на коцки. Помалку.
И јас имам мало парче моцарела, ќе ставам само по неколку парченца, бидејќи сакам да се запечат, да добие прекрасна златна боја од озгоре и некако да го затвори цела оваа чашка од прекрасноти. Вака изгледаат нашите чашки. Само за декорација, ќе става малку бибер. Ја уклучуваме рерната на температура од 180 степени и не можам да ви кажам точно време, зависи од вашата рерна. Мојата рерна на горење има неколку опции за печење. Јас ќе ја ставам на опција на брзо печење, меѓутоа на посредна температура, околу 180 степени со вентилатор. И последниот рецепт за денеска со незиното величество тортилјата е обична тортилја која ќе направиме на сува тава. Интересно изгледа, личи на пица, може да ја послушите како пица и исто толку брзо се прави како и другите два рецепти кои ви ги покажав претходно. Повторно, сите намирници на едно место за да бидете брзи и ефикасни. На загреано масло во тава ќе пропржиме малку пиперка со зачини. Ова го правам затоа што сакам да имам малку прженица внатре. Пробајте го. Ако не ви се допаѓа, пратете ни сугестија како сметате тоа подобро дека може да се направи. Јас ќе ги исечам на стапчиња. Една црвена, повторно најврка пиперка. Тавата е загреана. Ја промашила. Само благо пропржете ги. Ќе ставам неколку гранчиња розмарин. Мириса божествено. Додека ми се пржат, сакала да ви кажам како се прави тортилја. Тортилјата е леп, вид на рамен леп, кој е познат за Јужна Америка. Ние тука имаме некакви бели тортилји кои се продаваат по маркетите, меѓутоа тортилјата е едно наједноставните лебови кои се прави, не ги стасувате, не бараат никакви дополнителни додатоци за да се подигнат, значи се состои само од брашно, вода, малку масло и сол. Треба да го измесите тестото, тоа треба да биде гумено. Значи, готово е кога апсолутно немате никаква структура на површината, туку е гумено и кога ќе притиснете се враќа прстот назад, правите, влекувате мали топчиња, оставете го малку да одмори, секој тесто треба да одмори после месењето, оставете го малку да одмори и направете ги вакви кругови и на сува тава, значи не користете масло, може дури малку да ја набрашните, тавата да биде се уште посува. На средна температура ги печете тортилите. Готови се кога ќе почне да се создаваат меури, додека се бели ги вадите и ги ставате помеѓу крпи и буквално ви требаат некои си 15 на минути од замесување до печење. Јас денеска искористив бидејќи нели целата емисија ни е во знакот на храна која брзо може да ја подготвите и сите може да ги нарачате од пакет МК или да ги купите во најблискиот маркет. Пиперката само благо ја пропржуваме.
Розмаринот веќе испушта прекрасен мирис. Ето, толку. Само да умекнат, да се запржат, ги тргаме на стана, на истата рингла. Ставаме тава за палачинки, ја загреваме и ставаме една тортилја. Сува тава. Ставете ја тортилјата, претходно подгответе го и авокадото, ќе редиме слоеви. Треба на лажица. Извадиме авокадото. Исечкајте го на полумесечинки. На страна. И почнете со редење. Рендате малку директно на тортилјата, рендате малку чедар. Ставате нашата веќе подготвена пиперка. Ставате од авокадото. Имам тука говедска пршута. И направете еден намаз. Во 2 лажици крем сирење ставете малку црвена пиперка, неговото височество лукот, една чешне. Промешајте. Нарендајте повторно кашкавал за да се залепи, чедар или некој гауда, можеби. Бони, дали си тука? Здраво! Намачкајте ја по втората тортилја и ставете одоскоре. Убаво притиснете. Готови ни се и другите тортиљи. Внимателно извадете ги. Така изгледаат. И втората, последниот рецепт. Потребна ви една чинија. Чинијата ставете врз тортилјата. Ова е најбезбедниот начин да ја превртите тортилјата без да направите никаков неред и вратете ја назад од другата страна. И на истиот начин извадете ја од тавата за да направите следната. Еве како изгледа. Ќе земеме начинја за сервирање и ќе ги направам останатите тортуѓи. Тоа беше се за денес. Се надевам дека со мојот начин на презентација ве убедив дека за многу кратко време може да подготвите оброци кои личат, а исто толку се и вкусни, како да дошле од најблискиот ресторан.
А вие следете на нашите профили, пратете ни сугестии, испробајте ги рецептите, кажете што е добро, што можеме да подобриме, а и што не чини. Ние сме тука да ви одговориме и веќе се гледаме во следната епизода на Готвиме со Маја.